8 часот и 13 минути го следите на новото издание на Македонија наутро, а овој втор влог од емисијата го започнуваме со ново гостување на една интересна тема, би рекла. Имено хипнотерапијата помага да се воспостави рамнотежа помеѓу желбата за промена и внатрешната мотивација. Меѓутоа верувам дека за многумина ова се уште е табу тема или пак недоволно јасно што всушност значи и кои се бенефитите и придобивките. Токму затоа денеска во студио пречекуваме Елена Сталеска, која што е експерт за трансформација, па ќе ни појасни се. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, Симона, ти благодарам за поканата. Навистина ми е огромно задоволство да бидам дел од утринската програма ова утро. Ке имаме време да објасниме што всушност значи хипнозата и хипнотерапијата, па така и да го започнеме денешниот разговор. Така, значи, што е хипнозата? Хипнозата е состојба на фокусирано внимание со зголемена свесност и зголемена отвореност кон позитивни сугестии. Хипнозата всушност е природна состојба во која што влегуваме околу 120 пати во текот на денот, само што тие моменти не ги препознаваме како хипноза. Влегуваме во хипноза кога, например, сме занесени во читање некоја книга или кога сме занесени во гледање на некој филм, дури и кога возиме по една иста рута секој ден, ние се исклучуваме на некој начин и возиме на автопилот. Значи, како што реков, хипнозата е состојба на фокусирано внимание во која привремено се намалува критичкиот ум и полесно се комуницира со подсвеста. Значи, можеме подсвеста да ја замислиме како, ако користиме компјутерска терминологија, можеме да ја замислиме како софтвер, која што представува збир од програми кои што се инсталирани во нашиот внатрешен компјутер. Сега, например, како е тоа поврзано со јадењето, кога сме биле мали или кога ќе сме се повределе, кога ќе сме се удреле, и кога ќе сме почувствувале болка, нашите најблиски најверојатно притрчувале со нешто благо, да речеме, или со некоја грицка, да ни го одвлечат вниманието од болката што ја чувствуваме. Меѓутоа, во тој момент нашата подсвест научува лекција дека секој пат кога ќе чувствувам болка или кога ќе имам емотивна празнина, можам да ја надополнам или да ја надополнам емотивната празнина со храна или да се утешам со храна. И од тогаш, например, доколку сме биле на 5 годишна возраст, нашата подсвест ја учи таа лекција и таа лекција или таа програма ја работи во позадина, ја пушта во позадина и подсвеста не знае дека ние сме сега, например, возрастни, дека сме пораснале и дека таа програма веќе нема да ни служи. И токму тоа е моќта на хипнозата, да влеземе во компјутерот, во нашиот внатрешен компјутер, да ги избришеме старите програми кои што веќе не ни служат и да инсталираме нови, со кои што ќе почувствуваме поголема контрола врз храната, например, конкретно. Ја споменавте храната, па ја така да продолжиме во наредниве минути. На кој начин хипнозата помага да се репрограмира нашиот однос кон прејадувањето или пак емотивното јадење, кое што пред малку го споменавте, и какви терапии всушност има преку хипноза? Така. Значи, може да се работи на емоционалното, има неколку начини, значи, неколку техники, може да се работи со емоционалното прејадување или јадење, може да се работи со да се работи на ослободување од зависност од благо или некои други конкретни намирници, и една метода која што работи на намалување на апетитот и намалување на порциите, на големината на порциите, е виртуелниот гастричен стегач, кој што е со оваа метода, со оваа техника всушност се комуницира со подсвеста и се става слика на некој начин дека желудникот е намален, големината на желудникот е намалена и со тоа автоматски се намалуваат и порциите. Сега значи, со оваа
и со оваа техника нема несакани последици, нема период на закрепнување, например како што би било по некоја операција, и причината поради која што е ефикасна е поради тоа што умот не прави разлика меѓу тоа што е вистина, тоа што е реалност и тие мисли кои што ќе ги ставиме во нашата глава, во нашиот ум. Например, ако имате некое домашно милениче, ако замислите дека нешто лошо му се случило или дека му се случило нешто најстрашното, тогаш вашето тело ќе почне да реагира со солзи, ќе бидете тажни. Значи, толку едноставно, толку лесно нашиот ум прима сугестии. И затоа тие методи се многу ефикасни и даваат предвидливи резултати. И сега наистина е убаво да се слушна, меѓутоа иако звучи лесно, веројатно во пракса не е така, па претпоставувам дека токму затоа има и многу заблуди и митови. Кои се најчестите кои што ги слушате од луѓето во однос на хипнозата и техниките кои што ги нуди? Така, значи хипнозата е целосно безбедна метода, без медикаменти. Не може да се заглави во хипноза, не може да се изгуби умот, не може некој да контролира со вас. Секогаш сте во контрола и можете да излезете од хипноза кога и да посакате. Значи, не може да ви се испуштат некои лозинки или некои тајни или некои пинови. Значи, не може да направите нешто што не сакате. Хипнозата, всушност, секоја хипноза е само хипноза, а јас само со посебни алатки ги водам луѓето во релаксирана состојба, која што во исто време е и многу фокусирана состојба на умот и каде што се прават позитивните промени. И хипнозата исто така е соработка меѓу мене и луѓето кои што се заинтересирани и точно се знае што се случува во секој момент. Илена, зошто хипнотерапијата се смета за побрз пат или начин за промена во состојбата за разлика од класичните разговори? Така. Значи, со класичните разговори се работи со свесниот ум, каде што е складирана нашата волја, и на свесно ниво, значи, се прават анализи, се прават разговори, се прави дискусија и се разговара за причините, например, за прејадување, да речеме. А со хипнозата се работи на подсвесно ниво, каде што се бришат, се отстрануваат сите образци кои што повеќе не ни служат. Значи, се намалува критичкиот филтер и се овозможува позитивните сугестии полесно да се прифатат. Сега, колку третмани се потребни за да се почувствува реалната трансформација и дали самите резултати постигнати преку хипнотерапија се долгорочни? Значи, потребни се околу 4 сесии. За некои луѓе зависи од тежината или од килограмите, може би се потребни повеќе, но во просек околу 4 сесии, а резултатите се трајни си додека се практикуваат принципите на хипнослабењето. Исто е, тоа би го споредила со одењето во теретана, значи не може да очекуваме да одиме само еднаш во теретана и да го добиеме идеално тело, значи треба да се почитуваат принципите и да се работи на себе за да резултатите бидат одржливи. Меѓутоа, целиот процес иде многу полесно и нема да ја имате таа внатрешна борба што се јавува секогаш кога ќе решиме да намалиме со благо или со храна. Споменав уште во самата најава дека веројатно за другите земји не знаеме, меѓутоа конкретно кај нас во Македонија дека или може би табу тема или тотално непозната, така што покажува вашето работно искуство, колку е развиена свеста кај нас за овој вид терапија во споредба со останатите држави, Европа па и пошироко. Свеста е во развој, има неколку групи на луѓе, значи луѓе кои што се предпазливи, кои што се плашат и тоа е плашат од непознатото и тоа е сосема нормална реакција.
Има луѓе кои што се фасцинирани и имаат чекор и има луѓе кои што чувствуваат страф, но сепак се заинтересирани, се заинтригирани. Сум забележала дека постои отвореност и љубопитност и на некој начин јас во овој момент мојата улога ја сваќам како едукатор за оваа нежна и моќна програма која што би им била од голема полза на огромен број луѓе. Благодарам многу за денешното издвоено време. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Тоа беше нашиот втор разговор во студио со нашата втора гостинка,